Добар ден на сите кои се желни за нови сознанија, а мојата презентација денеска ќе биде нешто општо за клиничките студии. Пред многу години имаше трговија со лекови која што многу убаво си одеше со реклами, со прикажување на различни тајни состојки кои според тогашните реклами лекуваа дури и малигни заболувања. Првата контролирана клиничка студија е направена во 1747 и тоа на брод за морнари кои што заради недостиг на С витамин се разболуваа од скорбут и она што тогашниот нивни лекар во бродот согледал е дека давањето на портокал и 2 лимони ги подобрува симптомите. А првата двојно слепа контролирана клиничка студија била направена за настинка и тоа во 1943-44 во Англија, каде што било споредувано фунгален метаболит патулин или микотоксин од расипано јаболко со плацебо. И затоа има клинички студии кои што ќе помогнат да се испита причината за болеста или за збирот на симптомите, да се испита дали третманот има ефект врз симптомите или состојбата, да објасни како одредено однесување на пациентот влие на неговата здравствена состојба и да се испитуваат други начини на грижа, особено како подобрување на квалитетот на живот кај хронично болните и слично. Светската здравствена организација дава една дефиниција за тоа што е клиничка студија, а тоа е било кое истражување кое проспективно вклучува луѓе или групи на луѓе во една или повеќе здравствени третмани, односно интервенции за евалуација на нивниот ефект врз здравјето. Под интервенции се подразбира различни лекови, биолошки продукти, хируршки и радиолошки процедури, помагала, бихевиорални третмани. Постојат повеќе типови на клинички студии, се поделени во две големи групи, обсервацијски и клинички, при што може да се забележи дека помалку ефикасни се тие што се најгоре на врвот, како фаза 1 од клиничките, а најефикасни или со најдобри резултати, со најголема вредност се тие на дното, односно од клиничките студии фаза 4. Што се фазите на клинички студии? Првата фаза се обавува на помалку од 50 здрави луѓе за да се процени безбедноста на препаратот и да се одреди најдобро толерираната доза. Втората фаза е најчесто кај пациенти во број од 200 до 400 и се плацебо контролирани, рандомизирани, значи некои примаат плацебо, некои примаат лек, меѓутоа сега има и студии каде што има компарација на испитуваниот лек со веќе регистриран лек. И тие студии се прават за проценка на ефикасност на лекот врз разни параметри. А фаза 3 се работи на повеќе стотини пациенти до околу 1000 за потврда на ефикасноста и особено безбедноста на лекот. Фаза 4 трае најдолго и се прави после одобрување на лекот во државата, а со цел за продолжено следење на голема популација од пациенти. Пред овие клинички фази од 1 до 4 предходи една предклиничка фаза, која што е по откривањето на препаратот на лекот кој би се испитувал, потоа следи апликација за исследување на лекот пред различни комисии, се оди кон тестирање врз животни и дури после може да се почнат следните 4 фази на клиничко исследување. Спонзори на клинички студии може да бидат фармацевски компании, универзитетски медицински центри, различни организации, волонтерски групи, доктори, даватели на медицински услуги, дури и други индивидуални лица. За да се дојде до една клиничка студија има еден долг пат на изодување. Прво идентификација на центар, па контакт со центарот, проценка на интересот, спроведување на договор, проценка на тоа дали има услови за изведба на клиничката студија, за тоа се прави една визита, така наречена скрининг визита, во центарот кој што би бил потенцијално место за испитување, иницијација, спогодување, поднесување на регулаторни документи пред различни комисии, па следи иницијална визита или иницијација на центарот, а потоа стартување на студијата. Пред Агенција за лекови во државата и пред Етичката комисија мора да се поднесат есенцијални документи,
а тоа се протокол на тоа како клиничката студија ќе се одвива, што се треба да има во незе, кои се учесници, кои процедури ќе се изведуваат, што ќе се контролира, што се очекува како корист и да се назначи кој е можда потенцијалниот ризик по здравјето, треба да се поднесе информираната согласност, пациентски картички, истражувачката брошура, биографија на главниот истражувач, договор со главниот истражувач, доказ за осигурување на учесниците во студијата и секако позитивно мислење од етичката комисија. Тие сите документи кои претходно ги кажав, сите повторно се поднесуваат, односно се паралелно се поднесуваат пред етичката комисија која мора да ги разгледа и мора најдоцна до 30 дена од денот на приемот на комплетната документација да даде извештај дали оваа клиничка студија е изводлива, дали е дозволено да се работи и дали мисли дека ќе има бенефит врз здравјето на пациентите. Тимот во студијата се состои од главен истражувач, подистражувач, еден или повеќе, координатор на студијата, медицинска сестра или сестри, а потоа може да има лабораториски техничар, фармацевт и друг помошен персонал. Се работи во болници, универзитетски болници, докторски простори, односно зависи од тоа каде е лоциран главниот истражувач. Време трајањето на студијата е варијабилна и зависи од тоа што се истражува, а за тоа колку долго ќе трае студијата, учесниците, односно испитаниците, мора да се информираат. Сите кои што ќе изведуваат клиничката студија мора да се прво професионалци во својата работа и мора да поминат една условно долготрајна едукација за да би биле погодни како изведувачи или луѓе кои ќе ја спроведуваат клиничката студија. Едно од тие е сертификат за добра клиничка пракса, кој што представува меѓународен етички научен стандард на квалитет за планирање, спроведување, запишување и известување при испитувањата кои се изведуваат на луѓе испитаници. Овие стандарди мора да се почитуваат и тоа значи дека правата, безбедноста и добробитот на испитаниците се заштитени во согласност со Хелсиншката декларација и дека податоците добиени од клиничките студии се веродостојни. Во студијата може да учествуваат само луѓе според кои ќе исполнат стандардизирани критериуми зададени во протоколот на клиничката студија. Тука се возраст, пол, тип, степен на болест, претходни третмани, други здравствени состојби. Значи, за да еден поединец покрај личната желба да учествува, може да учествува една клиничка студија, мора да ги исполни вклучувачките критериуми кои се строго и прецизно наброени во протоколот на студијата. И секако не смее да има ниту еден исклучувачки критериум. Пред секоја клиничка студија, после описот на клиничката студија, разговорот со поединецот кој што е потенцијален учесник во студијата, и откако тој поединец ќе добие добра информација за што се работи во клиничката студија и кој е неговиот бенефит или можните ризици, се подпишува една согласност, информирана согласност, која што, реков, содржи детално објаснување за студијата, објаснување за лекот, објаснувањето на бенефитот и ризиците. Тоа го прави пациентот пред да отпочне со било каква процедура која што е наведена во протоколот на студијата. Се подпишуваат два примерока, од кои едниот оди за учесникот во студијата. Она што е важно е дека учесникот може во било кое време од студијата да се откаже од учеството во истата. Испитаниците се заморчиња? Апсолутно не. Испитаниците се партнери во истражувањето. Тие се важна карика за нови третмани и помагаат во внесот на нови третмани. Клиничките студии се опасни. Не се опасни, значи студиите се одобрени од етичка комисија и се проценети дека се безбедни за испитаниците, а безбедноста се следи во тек на студијата. Секој кој сака може да учествува. Не е така, значи не може да учествува секој кој сака. Може да учествува само оној кој што ги исполнува критериумите по протоколот, а тоа е строга проверка на тоа кој би можел да учествува и сепак е тоа заради добивање на бенефит од лекот, односно за минимизирање на можните несакани ефекти.
Постои мит дека испитаниците не добиваат иста грижа како и матичен лекар. Апсолутно не е така. Грижата на пациентите е континуирана и во склоп на клиничката студија за состојби кои може би се јавуваат во време на клиничката состојба, но тие се исто така под лекарска натамошна контрола на својот матичен лекар. А матичниот лекар не мора да ги упати до клиничка студија, односно матичниот лекар може да биде или не мора да биде информиран за клиничката студија, а тоа е пак желба на самиот пациент. Слайдов не е само игра на букви, на зборчиња за да не развесели, туку е нешто што покажува колку институции, поединци, комисии учествуваат во континуираната долгорочна контрола на се што се случува во клиничката студија, односно во строго пратење на тоа дали протоколот се изведува така како што е пропишено, во постојано следење на ефикасноста, ефектите, односно можните ризици во текот на клиничката студија. Сето ова се прави за да не се вратиме назад 2000 години пред новата ера и да наоѓаме некакви си корења за здравење, односно за надминување на здравствените проблеми. На крај сите кои што работат со лекари, со пациенти, сите доктори, медицинскиот персонал мора да се води според Хипократовата заклетва во која здравието, добробитот, безбедноста на пациентот е на прво место. На крај, навистина, сите кои што работат се водат според каузата примум нон ноцере. Ви благодарам за интересот и за присутноста.